Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Ја посветуваме на децата. Секој дете е посебна приказна со свој ритам на развој, свој начин на учење, свој начин на изразување, но понекогаш тој развој може да има и одредени потешкоти во говорот, концентрацијата, моториката или пак при совладувањето на училишниот материјал. Во тие моменти огромна улога има дефектологот, стручно лице кое преку индивидуален пристап помага детето да го развие својот целосен потенцијал без разлика дали станува збор за деца со типичен или атипичен развој. На оваа тема кога е вистинско време да се посети дефектолог, кога родителите да го однесат детето, како да ги забележат тие некои промени или пак потешкоти и како навреме да се интервенира за да се надминат потешкотиите. Утрово во Фактор здравје разговараме со Вероника Поповска, дефектолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје. Добро утро, Вероника, и добре ни дојде во емисијата. Добро ве најдов, добро утро и до вас и до гледачите. Јас сум Вероника Поповска, специјален едукатор и рехабилитатор, односно дефектолог. Дали едното или другото ќе го кажеме, значењето е исто. Реков јас ајде дефектолог за да биде понели разбирливо за гледачите, а што конкретно значи да ја доближиме малку професијата дефектолог до нашите гледачи, посебно до родителите, па за да знаат и да препознаат кај своето дете кога е вистинско време да се однесе на дефектолог. Така. Дефектологот пред се професионалец кој што се занимава со развојот на децата, односно работи со деца, понекогаш и со возрастни, кои што имаат проблем со развојот или моторните вештини, когнитивниот развој, социјалниот развој, емоционалниот развој, тешкоти со внимание, концентрација и слично. Пред се нашата работа е не само да се фокусираме на негативните страни на детето, односно не на слабостите кои што ги има, туку да се фокусираме и на силните страни кои што ги има детето, за да го извлечеме од нив максималниот потенцијал кој го имаат, за да им помогнеме во понатамошниот развој. Така, значи се фокусирате на детето како целина, а не само изолирано по тешкотијата. Да, ќе се даде посебен акцент и внимание за да се надмине таа, меѓутоа многу е добро ако знаете да ги извлечете и сите позитивни страни кои што ги има детето. Апсолутно така. Ние секако нели се фокусираме и на потешкотиите поради кои што се обраќаат на дефектолог, но не треба само на тоа, туку секое дете како поединец има и свои силни страни и предности. И кога некое дете доцни во одреден дел од развојот, секогаш има некоја предност која што има и таа треба да ја извлечеме на врвот. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, а потоа ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавите се и поставете прашање. Со Вероника Поповска, дефектолог од Гаспар Центарот за психофизичко здравје, зборуваме за улогата и важноста на дефектологот во развојниот процес кај децата. Ете, слушнавме и ја приближивме некако малку повеќе до родителите и до нашите гледачи професијата дефектолог, кога детето има потреба да биде донесено на дефектолог, со кои предизвици најчесто се соочувате во смисла заради говорот, концентрацијата, моториката или пак ред други работи? Па вака, денес дефектолозите работат со голем спектар на деца, односно кај нас доаѓаат деца кои што имаат развојни потешкоти во однос на доцнење на развојот. Имаме многу дечиња кои што со третманите кога ќе дојдат кај нас го достигнуваат својот развој и потоа нели завршуваме со третмани. Доаѓаат дечиња кои што имаат аутистичен спектар, дечиња со Даунов синдром, церебрална парализа, исто така нели доаѓаат и типични дечиња кои што имаат проблеми со концентрација, внимание, фокус, сега честа појави и екранизација. Најчесто имаме и такви дечиња во последно време кои што нели се долго време изложени пред екрани, па тоа нели си носи своја последица, има доцнење во развојот и преку наша стимулација тие повторно се нели враќаат во реалноста. Така, да. Значи го надминуваме оној став дека дефектологот работи исклучиво само со деца со атипичен развој. Апсолутно.
дефектологот покрај работата со дечиња со атипичен развој работи со дечиња и со типичен развој. Тука можеме да кажеме дека, например, имаме состојби како дислексија, дисграфија, дискалкулија. Тие сите дечиња се најчесто дечиња со типичен развој, кои што имаат одредени специфични тешкоти во учењето. Дефектологот е секако тука за да го поттикне развојот на детето. Најчесто тоа го правиме преку игра, затоа што така најлесно и најбрзо детето учи и на тој начин е мотивирано. Секако тоа си има терапевска цел. Така да. Примената на креативноста од страна на дефектологот веројатно има свое значење, така, бидејќи кога ќе им ја наметнете или кога креативно ќе се одвива во самиот третман, претпоставувам дека и подобро и самиот час ќе тече. Така, апсолутно. Ние во нашата работа претежно во најголем дел од работата користиме креативност, затоа што не може се да иде по одредено правило, затоа што не постои едно дете на светот што е исто. И со секое дете имаме различен третман, односно ние работиме индивидуални третмани, 1 на 1, значи терапевтот со детето, и во текот на третманите, како што кажавте, користиме многу креативност, во смисла изработуваме дури некогаш и сами материјали, смислуваме сами вежби, не мора да у нас како што е по книга, затоа што детето не секогаш тоа му е најинтересно, не мора да му го приближиме на различен начин. Така, ми се допадна она што го спомена Вероника уште пред да влеземе во студиото. Ние сме професионалци, нели, дефектолозите, ама пред се и луѓе, така, човечноста треба тука да дојде до израз, во смисла да му пристапите на детето, да го извлечете од него максимумот, така, ама не некогаш со сила и наметнато ако не се успева во самиот момент да се работи. Така е, да, затоа што доколку, нели, како што кажав, ние сме професионалци, но пред се сме и ние луѓе и мораме да покажеме многу емпатија, многу толеранција, посебно кога работиме со дечињата, затоа што за некои дечиња имаат повеќе потреба од време за да стекнат доверба во нас, односно ние како професионалци пред се треба да бидеме свесни дека со детето треба да изградиме еден пријателски однос, каде што тоа нас ќе не чувствува како свој на некој начин, каде мора да се чувствува дека е сигурно прво во средината каде што доаѓа, затоа што не дека е нас по одредено време, колку и да му е познато, сепак не е дома. Да. Секој дете кога е дома е многу поразлично од она што е кога во училиште, кога доаѓа кај нас на третмани, во игротека и на било кое друго место. И сега нашата цел е да го приближиме оној момент, детето да се чувствува како да е дома, да има потполна доверба во нас, да створиме еден таков однос каде што детето едноставно ќе може да ни верува. Да. И ќе сака повторно да дојде. Апсолутно. Сега на почетокот, најчесто кога доаѓаат дечињата. Да, каква е таа прва средба со детето, пред се родителот со детето, така? Да. Како ја остварувате таа комуникација? Најчесто прв пат кога ќе дојдат на консултација кај нас, мојот личен пристап е така што доаѓаат родителот и детето заедно. Јас земам анамнеза од родителот, односно податоци од мајката за незината бременост, текот на развојот на бременоста, текот на развојот на детето, зошто се дојдени на дефектолог, што забележале кај нивното дете и доколку сметам дека нешто изоставиле да ми кажат, или со потпрашања, со разговор, ги добивам тие информации и во меѓувреме, додека јас разговарам со родителот, правам обсервација на детето, односно јас го наблюдувам детето како се однесува во просторијата, на кој начин реагира на одредени работи, што прави додека јас разговарате со родителите. Да. А потоа, откако ќе завршам со разговорот со родителот, нареден чекор ми е да го обсервирам детето и покрај тоа што сум го обсервирала, додека сум разговарала со родителот, односно преку игра, секогаш е преку игра, да видам дали има
некои потешкоти или доцнење во фината моторика, во грубата моторика, во когнитивниот развој, во социјалниот развој, во емоционалниот развој, се тоа се одвива, како што кажав, преку игра. Сега има еден момент каде што додека кога ќе треба јас да пристапам кон детето, најчесто оставам простор родителот да одбере дали сака да е присутен во просторијата каде што ќе бидам јас со детето или ќе бидеме само јас и детето. Најчесто родителите одбираат да се присутни тука, но имаме родители кои што дозволуваат да останам еден на еден, затоа што некој смета дека нема да искаже се што може и се што знае додека се одни во просторијата, некој пак смета дека ако они не се тука нема да покаже доволно. Секако првата средба не е клучна, затоа што прв пат кога доаѓа детето во некоја просторија, кога му е се ново, кога се запознава со нови луѓе, нормално е да не покаже се што знае и уме. Некој пат нормално е, например, ако не е наспано, исто така и тоа може да делува на тоа што ќе го покаже, например, може нешто да умее да го направи, а при првата средба да не го направи. Така што оставаме простор, ако има потреба ќе дојдат и втор пат и трет пат на консултација пред да се одлучат дали ќе ги посетуваат нашите третмани. Така, и ќе се почне со тие третмани. Некогаш е тешко и за родителот да го остави детето, па затоа им излегувате веројатно во пресрет, ама тоа е само првично, така во првите моменти. Потоа детето само индивидуално си работи со дефектологот. Тоа е во првите моменти. Потоа работиме индивидуално со детето, но исто така од кога ќе почнеме да работиме со детето, ние имаме постојана комуникација со родителите, затоа што јас сметам дека родителите се клучни во развојот на детето, затоа што например имаме третмани 2 или 3 пати неделно или повеќе, толку кој кај некој потребно, но сепак доаѓаат 45 минути кај нас. А најголем дел од времето се со родителите, затоа во секој сегмент од развојот на децата клучни се родителите. И затоа ние им даваме насоки за дома, комуницираме со нив, кога ќе забележиме одредено однесување или одредено подобрување, ние секако се консултираме со нив, им го презентираме тоа, им кажуваме се што правиме на третманите, по третманите, и макар и тој ден да не е детето на час, се случува да комуницираме со родителите, зашто тоа е многу важно. Доколку и они забележат некоја промена кај детето, исто така и нам ни јавуваат, затоа што сметам дека врската помеѓу родителот и терапевтот, исто како што мора да е помеѓу детето и терапевтот силна, мора да е и помеѓу родителот и терапевтот силна таа врска. Не само детето и родителите мора да имаат доверба во нас, затоа што на некој начин тие на нас ни го доверуваат своето дете. Така, и на работејќи со нив дома и после часовите, им даваат и дополнителна стимулација, дополнителна поддршка дека она што го работат таму го продолжуваат и дома. Не со толка веројатно интензитет, ама на тој начин му се посветува и повеќе внимание на детето и повеќе работа. Екранизацијата ја спомена Вероника на самиот почеток. Многу е важно да позборуваме за неа, како таа влијае на децата. И има ли случаи кога деца премногу изложени постојано со мобилните ќе дојдат кај дефектологот и забележувате дали се комуникативни, дали не се комуникативни, затворени ли се во некој свој свет и како да ги извадите од тоа? Да, екранизацијата за жал сега е многу честа појава и е доста актуелна, затоа што децата се премногу изложени пред екрани. Сега секако ние живееме во многу постресно време, побрз начин на живот, многу поинаков живот од кога некогаш бил, и родителите понекогаш немаат доволно време и најчесто децата се пред екран додека родителите прават нешто, но има и дечиња кои што во најголем дел од денот се изложени на екран. Да, има разлика во нивното однесување, имаат поускудна комуникација, немаат толку контакт со очи, на некој начин се како исклучени. Односно, кога велам исклучени,
како да се во некој нереален свет. Значи не се присутни во она што се случува сега и во моментот. Сега тоа нели си влече и последици. Освен комуникацијата и контактот со очи, тоа делува и на социјалниот развој. Тие дечиња најчесто не играат толку многу со своите врсници, односно немаат игра. Исто така имаат нарушен сон, често се раздразливи, често плачат, особено кога ќе им се одземе екранот. Не зборуваме екран само нели како телевизор, сега најчесто за да се ги тргнете и да речете немој да гледаш веќе, да. Најчесто се дечињава со телефони. Најпрепорачано е нели од 0 до 2 години воопшто на децата да не им се дава екран. По втората година, од 3 до 5, да им се дава по пола саат до саат, а после третата до саат и пол. Значи, не е скроз забранет екранот, апсолутно, но мора да се стави некоја мера, некоја граница во однос, нели, и содржината е многу важна, затоа што имаме дечиња кои што се екранизирани и, например, знаат многу поголем фонд на зборови на друг јазик, отколку на македонскиот јазик. Сега, нели, ние сме тука да го стимулираме тоа и да го поттикнеме детето да го постигне својот задоцнет развој, но многу ни е важна и поддршката од родителите во однос на исклучување за да можат и да научат како да го ограничат детето, така во давањето на таа слобода постојано да бидат со мобилните. Тоа не значи скроз да ги отстранат екраните, само да го намалат, да ја намалат нивната употреба. Да. Ама колку е помало детето, веројатно ќе можете полесно да го постигнете успехот. Како детето расте, па и нели таа велиме рана интервенција за каква потешкотија и да станува збор. Предучилишната возраст е идеалното време кога нешто треба да се преземе. Дали најчесто тогаш се забележуваат промените? Најдобро е детето што порано ќе го донесат на консултација, тоа е подобро, затоа што нели како што кажавме, кога детето е помало, многу полесно впива нови работи, многу полесно менува навики. Многу е полесно буквално во секој сегмент да се допре до детето. Затоа што едноставно децата кога се мали, мозокот им е како сунгер. И доколку забележат уште колку што се помали децата, макар и да е 2 години, 3 години, колку порано ќе ги донесат на консултација, доколку забележат некоја отстапка родителите, толку е подобро и за нив, и за децата, нели и за нас, за полесно спроведување на третманите. Затоа што кога ќе пораснат, нели они веќе си имаат створено некои своји навики и малку сега секако дека ќе се постигне успех и ќе има резултат, меѓутоа може тоа да оди многу побавно. Да. Дали во денешно време е зголемена потребата децата да се носат на дефектолог и да работи дефектолог со децата, токму заради овој начин на живот кој што го живееме, или едноставно повеќе се охрабруваат, повеќе се информирани родителите и навреме ја бараат помошта во споредба со како било годините наназад? Да. Сега е многу поголема побарувачката од дефектолог, логопед и други стручни лица. За разлика од порано, луѓето се нели многу посвесни, добиваат многу повеќе информации по медиуми, по емисии, по социјални мрежи, многу повеќе на некој начин се едуцирани во тој дел и многу имаат достапност на информации, доколку нели забележат некоја отстапка, си поврзуваат, па доаѓаат, се консултираат, прашуваат, зголемено е но сметам дека уште повеќе треба да се зголеми свесноста кај родителите, затоа што нели треба да различиме дека кај дефектологот не доаѓаат само атипични дечиња, кај нас доаѓаат и дечиња со типичен развој кои што имаат било каков проблем. Например, може, како што ги набројав, дислексија, дисграфија, проблеми со концентрација, внимание, АДХД и слично. Сметам дека
треба уште малку повеќе да ја кредаме свесност, така, така и родителите. Дека не е страшно, нели, да се дојде на консултација, дека ние сме тука само да помогнеме и да го поттикнеме развојот на детето. Да, и да го почувствувате и да го добиете бенефитот за детето. Соработува дефектологот со логопедот, со Да. Дефектологот други соработува... стручни лица кога има потреба заеднички да се надополнувате во работата? Дефектологот соработува и со логопед, и со психолог, и со педијатар, и со психијатар, и со образовни асистенти, и со градинки, и со училишта, секаде каде што има потреба, нели, за да дојдеме до на ниво каде што заеднички ќе потпомогнеме детето да го постигне она што треба. Во секој тоа е како стручен тим и сметам дека не е возможно ни начин да се постигне тоа што го бараме од детето без да соработуваме заедно. Така, некогаш има потреба заедно дефектологот и логопедот така да работат со едно дете. Најчесто кога доаѓа едно дете на проценка, доколку дефектологот или логопедот, зависи нели каде колку се врши проценката, доколку смета дека има потреба од соработка со друго стручно лице, тоа се препорачува, се предлага и потоа доаѓаме до заедничко решение, затоа што пример можеби некои дечиња прво да почнат со дефектолог, па да се надоврзат со логопед или пак да почнат со логопед, па да се надоврзат по неколку третмани со дефектолог. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото на вистина убаво, едукативно и информативно издание до сите родители, ама јас секогаш тука ги вклучувам и бабите и дедовците. Често пати тие знаат да ги донесат дечињата, откако веќе ќе ја стекнат навиката дека треба да доаѓаат така на третман во кој низ игра така ја надминуваат потешкотијата. Само кратко, Вероника, ги споменавме нели дислексија и уште 2-3 состојби. Конкретно од нив секоја што значи, како, кога да се побара помош за да се надмине ова? Сега тие се малку почести состојби за разлика во минатото. Дислексија, дисграфија и дискалкулија се класифицираат како специфични тешкоти во учењето. Во дислексијата, детето, кога се работи за дислексија, детето најчесто има проблем со читањето. Кај дисграфијата детето најчесто има проблем со пишувањето, а кај дискалкулијата со математичките операции, бројките. Дислексијата е најчеста состојба. Тука морам да напоменам дека ова не се состојби каде што детето има некоја интелектуална попреченост. Тие се интелигентни дечиња, да. Само што се јавува одредена потешкотија во процесирање на информациите во мозокот. Например, кај дислексијата, кога детето чита, често може да делува како да чита на памет или да не го разбира она што го прочитало. Некои дечиња имаат потешкотија да го прочитаат нештото, а одредени дечиња имаат проблем да го разберат она што го читаат. Односно имаат проблем со декодирање на зборовите, во фонолошкиот дел, каде што тие гласот не можат да го препознаат како буква. Тоа е уствари дислексијата. Кај дисграфијата дечињата имаат проблем со пишувањето и со визуомоторната контрола, затоа што тука најчесто се јавува заменуваат букви, немаат дисграфијата не значи неубав ракопис. Дисграфијата има разлика од неубав краснопис, ракопис. како што не учеме ние така да пишуваме. Има разлика од дисграфичен ракопис до неубав ракопис. Има огромна разлика. Кај дисграфичниот ракопис најчесто тие не пишуваат во ред, не им се сите исти букви, мешаат букви, заменуваат букви, слогови и слично.
Така. Тоа можат и родителите да го забележат кога веќе детето ќе тргне на училиште, но може и во самото училиште, така, наставничките да го видат и да им се помогне, така, ако се работи со тие деца уште во таа возраст ќе го надминат, се надминува ваквиот проблем? Кај одредени дечиња, да. Мислам, односно се олеснува само процесот. Да. Тука мислам дека е важно да напоменам дека како диагноза не можеме да дадеме на 6 годишна возраст. Потребно е да поминат 3 години од образовниот процес за да можеме да поставиме одредена диагноза нели за овие специфични тешкоти. Затоа што наставникот нели го следи детето во однос на своите врсници. И доколку забележи некоја промена, се консултира со стручниот тим во училиштето и понатака бараат помош. Да. Ама и големо разбирање од страна на наставниците кон децата. Веројатно кога веќе нели ќе се знае за што станува збор. Се олеснува материјата, се дава помала материја, имаат повеќе разбирање, повеќе толеранција, може да се скрати содржината на оне што го бараат во зависност нели од која специфична потреба потешкотија детето ја има. Така што наставниците се најчесто оние кои што први го забележуваат тоа. Така да. Ако дете доаѓа нели почнувате заеднички третмани, дава отпор, каков е пристапот, што правите, како низ игра, како низ други методи кои што се предвидени да се применат, го надминувате сето тоа? Има доста дечиња кои што даваат отпор. Ние колку и да сме пријателски настроени, сепак тоа е малку посилно од нив. Во тој случај оставаме малку повеќе простор. Имаме многу поголема толеранција и разбирање, затоа што на секој дете му треба различно време за да се адаптира. Во консултација со родителите ги надминуваме тие потешкоти. Кај некои дечиња траат пократко, кај некои дечиња подолго, но не го прекинуваме најчесто третманот. Пробуваме некако да го доближиме тоа на различен начин. Например, доколку некој детен септен придава отпор, најчесто родителите можат да поминат покрај центарот, прво детето да се доближи до местото, па само да влегуваат и да излегуваат, да се поздравуваме, нели. Па потоа, со текот на времето, дечињата ги прифаќаат третманите. Така. Може еве барем накратко како изгледа еден час, еден третман со дете? Низ еден пример без оглед на тоа за која состојба станува збор. Кај секој дете е различен нели пристапот и третманот, затоа што секој дете си има своја потреба. Како што кажав, ние најчесто се фокусираме се да биде преку игра. Нели со терапевтска цел. Например, доколку некој детенце има потешкоти со фината моторика, ние правиме одредени вежбички каде што детето нели ќе го постигне тоа што му недостига. Кога зборувам за фина моторика, се зборува за нели прстињата, за таа е клучна понатака и за пишувањето. Затоа што имаме одредени дечиња кои што на пример кога ќе дојдат имаат проблем со фаќање на ситни предмети, односно тој пинцета фат, кој што го зборуваме, показателниот гест, ги прилагодуваме вежбите према дечињата да фаќаат ситни работи. На тој начин, на пример, еве вака од третманите на вежбичка, која што преку едно се учи и друго. Имам како ситни топчиња, мекички во различна боја. И сега, на пример, ги ставаме кај детето на различно место и сега оно треба да ги земе и да ги однесе во чашка која што е со истата боја каква што е топчето. И на тој начин, покрај тоа што нели ја вежбаме фината моторика, ги учиме и боите, препознавање на боите, ориентацијата, визомоторната контрола. Исто така, пример, вакво нешто може да се применува и дома. Сега нели не мора да ги има истите материјали што ги има кај нас, но може родителот да ги адаптира. Едноставно, пример, може во одредено канче да стави леќа
и да стави зрна грашок и од детето да се побара да ги вади зрната грашок и да ги става пример во друга чашка. Исто така може имаме пример кога учиме букви, затоа што не може класично секој дете да го седнеме и да учи букви, мораме некако да му го приближиме тоа на интересен начин. Можеме, например, да направиме исто во некој сад, да истуриме леќа, брашно, било што, орис нека е сеедно и, например, ние на картички или на ливченца да им ја напишеме буквата, потоа тие да ја препишат во садот. Веројатно поинтересно и полесно би им било да го направат. Може да ги моделираме со пластелин и слично, за да им биде малку поинтересно, да не е она сега класично да седнеме на столче и веднаш да пишуваме. Затоа што некои деца едноставно јавуваат отпорност и треба пред да седнеме да пишуваме, да најдеме друго алтернативно решение, за после тоа да не им биде тоа, да не ги фрустрира моментот кога ќе седнат и ќе треба да го прават тоа на столче. Така. На самиот крај сме, пак ќе повториме и ќе изведеме заклучок дека колку порано се интервенира, толку полесно ќе биде и за детето и ќе се надминат тие потешкоти и навреме. Која ќе биде твојата порака и советот до родителите? Раната интервенција е клучна, тоа можам да го кажам. Затоа што колку повеќе сме свесни дека детето има некој отстапување, толку полесно можеме да му помогнеме. Мојата порака до родителите е да бидат храбри, да не се плашат, да сватат дека ништо не е толку страшно и дека кај секој не постои дете со кое што се работело и не постигнало никакво подобрување. Значи, кај секој дете, дури да е нешто најминимално, сепак има напредок. Напредокот не можеме да го видиме одма, нели? Треба одредено време за некоја активност, да повторуваме, да работиме на различни начини. По одредено време се гледа напредокот, но ги охрабрувам што порано да се јават доколку забележат нешто и дека ние нели не сме тука само како професионалци, тука сме како пријатели. Во секое време сме достапни за да им дадеме поддршка и за нив и за нивното дете, за заеднички да постигнеме она што е потребно за детето. Так, навистина убаво кажано за самиот крај, само да ги потсетиме што повеќе време да посветуваат и да поминуваат со децата, да разговараат, да играат, да им посветуваат повеќе внимание, без оглед на тоа колку да е динамичен и напорен денот. Колку да е динамичен и напорен денот, јас сметам дека барем саат до 2 е доволно да се посвети на детето конкретно за да се направи некоја активност заедно. Макар тоа е да е вклучување на детето во секојдневните активности од секојдневниот живот, например, не знам, кога чистиме низ дома, може комотно да се вклучи детето и она да ги зема лиштата, да ги однесе до корпата, да ги стави во машината. Така и на тој начин и го мотивираме детето, му даваме до значење. Сега нели за одредени работи можеби малце ќе ни го успори времето и сето тоа, меѓутоа на тој начин многу го поттикнуваме и на тој начин многу е посвесно и позадоволно детето. И посреќно. И посреќно, да. Благодарам, Вероника, за гостувањето. Благодарам и на вас, убав ден. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.